Драги мои шкорпии, со знак и познак за вас. Енергија за ден 16.12.2025 година. Па да видиме, драги мои шкорпии, која е најака енергија за денеска и во ваша енергичност. Да видиме со што ќе се соочите или пак да земете смирница како настан, енергија, случка или пак за ваша моментална ситуација. Ајде да видиме што ќе кажат тарот картите за вас, драги мои шкорпии. Четири пентакли, 9 купови и енергија витезот на куповите. Драги мои шкорпии, вие ќе бидете во една енергија да чувате и бидете во енергичност која што ќе биде да го чувате сето она материјално стекнато кое што и сте го стекнали, сте го заработиле, да бидете во стабилна материјална енергетска вредност каде што и ќе ја чувате вашата материјална способност или пак вашата материјална стабилност. Енергија да бидете во 9 купови, моментална енергија која што вели вие ќе бидете во задоволство, едно слободно задоволство кое што се надевам дека ќе бидете во енергија со персона спроти вас која што е и задоволувачка енергија, која што има задоволувачка енергија. 9 купови е слободно задоволувачка енергија, енергија каде што ќе уживате и ќе бидете во своја енергетска убавина. Вие и вашата енергичност ќе бидете во можност да се споите со персона која што е во исто воден знак, која што е длабоко интуитивна и која што има емотивност исто како и вашата што ја носите. Моментална ситуација каде што и ќе оваа персона делува на вас со нејзина харизма, со нејзина моментална убавина или пак енергија каде што оваа персона ќе ви се удвара или пак вие ќе пристапите како персона која што е во ваша енергетска вредност да побарате задоволство кое што ќе биде во енергија да будите романтика или пак ќе ви биде понудена романса која што ќе биде во ваша енергија или пак ќе бидете во ваша енергетска вредност, а тоа е љубовна или пак емотивна енергетска вредност. Вие сте во своја енергија, каде што за некој од вас ќе значи дека сте и помалку скржава персона, но вие знаете да секоја ваша стабилност, секоја ваша пара заработена ќе биде ваша сигурност, која што ќе ја чувате толку добро, што оваа персона за да добие од вашата стабилност ќе треба да заслужи енергија да бидете во разговори, преговори со персона спроти вас, која што е толку харизматична, толку ве привлекува оваа персона, која што е и во брза енергија, затоа што оваа персона ќе ви донесе емотивност, емотивно ќе ве разнебити или пак емотивно ќе ве разнежни, затоа што и ви треба разнежнување, како што и знаете. Морате да излезете од вашата зачауреност, енергија да покажете и докажете на оваа персона колку вреди и колку вие вредите, да вашата емотивност биде на прво место, вашата стабилна материјалност ќе се ја сочувате, но ќе морате да излезете од вашата чаура или пак од вашата удобност, каде што и ќе поидете и ќе се препуштите со оваа персона која што и премногу ви значи и е во енергија да вие изначите на оваа персона. Морате да го направите првиот потек, каде што и ќе треба да бидете во
еден шарм, каде што и ќе треба да ја шармирате оваа персона, да ја понудите емотивност и да искажете колку сте и вие длабоки спрема оваа персона. Ајде да видиме и што ќе ви порачат како еден мал совет овие чакрени оракул карти. Драги мои шкорпи, она што сте го започнале во минатото, треба да го завршите со оваа персона, да ставите крај и да отпочнете една нова енергија која што ќе вели завршувањето на стариот принцип на однесување на вашата енергичност, ќе треба да ја завршите и да поставите онаму и каде што припаѓа енергија, да се ослободите од една целосна енергетска нетолеранција према вас и да започнете една нова вибранта, а таа вибранта е да се отворите во емотивност. Драги мои шкорпи, вие денеска ќе се отворите во една емотивност према една персона која што и е премногу харизматична енергија, да оваа персона и сте манифестирале во изминатиот период. Се надевам дека денеска вие ќе бидете во енергија да распламтите енергичност и да вашите емоции произлезат од вашата длабока енергичност. Среќно, шкорпи!